Здраво и добродојавте во уште едно видео на Формула 1 на македонски. Денеска би сакал да зборуваме за Б тимовите во Формула 1, каква е нивната улога, кои се нивните перспективи и каква е идејата на Формула 1 со овие тимови. Исто така ќе зборуваме и за Liberty Media, за политиката во Формула 1 и за борбата за апсолутна моќ во првенството. Значи, некако во Формула 1 во последно време имаме три формални или неформални групации, како сакате, кои се предводени од трите водечки тима. Значи, ги имаме Ферари, имаме Red Bull и го имаме Мерцедес. Би почнал од Ферари, бидејќи Ферари за почеток ги снабдува со мотори именувачи тимовите на Хас и Алфа Ромео, односно Саубер по-старо. Меѓутоа, случајот на Хас е малку поспецифичен, бидејќи Хас користи многу повеќе делови кои доаѓаат директно од Ферари, а не само менувач и мотор. Значи Хас користи се што е дозволено според техничката спецификација на FIA, тоа значи сите делови освен самата шасија и системот за ладење. Лани, во сезона 2018 имавме можност да видиме дека болидот на Хас во првите неколку трки беше буквално Ферарито обоено во сиво. Значи тоа беше апсолутна копија на болидот на Ферари и Хас во првите неколку трки лани беше екстремно компетитивен. Хас не успеа да капитализира таа компетитивност, бидејќи направи неколку клучни грешки во самите трки. Инаку видливо беше дека Хас буквално го има ланскиот болид на Ферари. Исто во и оваа година. Видовте и сами Хас колку беше компетитивен на првата трка во Австралија, меѓутоа повторно некоја карма, Роман Горжан имаше проблем со предната суспензија. Понатаму го имаме тимот на Торо Росо, односно керка фирма на Red Bull. Сите знаеме дека Торо Росо на шпански е Red Bull и Red Bull тоа не го крие. Они отворено кажуваат дека Торо Росо е нивен Б тим и Торо Росо лани беше буквално жртвено јагне. Значи на Торо Росо му беше даден моторот на Honda, после ние сите проблеми што ги имавме во пријателството помеѓу и соработката во Мекларен и Honda. Значи Торо Росо лани беше искористено од страна на Red Bull на сениорскиот тим како алатка за тестирање на моторот на Honda, на моторната единица на Honda и буквално на Торо Росо му беа дадени одврзани раце на цела сезона да употреби колку што можно повеќе мотори за да ја дозволи на Honda да тестира она како што Honda сака, за да дојде до едно пристојно ниво кое е доволно и потребно во Формула 1 шампионатот. На крај го имаме Мерцедес, кој истото го прави со Williams и со Racing Point, Force India нели по-старо, меѓутоа не до тоа ниво. Force India се уште има еден добар независен тим и Williams е секако конструктор кој сам си го набавува дури менувачот, односно тие сами го создаваат менувачот, само зимаат мотори од Мерцедес. Во сива зона се Рено и Мекларен, бидејќи Мекларен не може да се каже дека е Б тим на Рено, далеку од тоа, е само втора година нивната соработка. Мекларен е голем тим, голем конструктор со големи услови и капацитети, а Рено е во некој лимбо, лошиот однос со Red Bull, на раскинување на договор, сега како сам како конструктор се обидува да стигне на четврто место, меѓутоа за тоа понатаму. Сега се поставува клучното прашање. Каква е улогата на овие Б тимови кога станува збор за политиката во F1, каде што големите играчи ги диктираат сите правила на игра. Значи Ферари, Мерцедес и Red Bull диктираат развој на болидите, развој на шасиите, диктираат кога малите тимови ќе ги добијат нивните делови. Сите сме сведоци дека Мерцедес кога извади нова спецификација на мотор или Ферари, помалите нивни тимови кои они ги снабдуваат, тие веднаш не ги добиваат тие спецификации, што значи дека Мерцедес и Ферари диктираат кога другите тимови ќе ги добијат новите спецификации, диктираат цена, диктираат достапност на делови, поставуваат услови и без разлика на сите напори на Liberty Media да го изедначат полето на надпревар помеѓу тимовите, рамноправно да го расподелат оној финансиски колач кој го има Формула 1, ние сме соочени сега во ситуација да во Формула 1 буквално имаме две првенства. Или, ако сакате, две лиги, значи имаме Лига 1 и Лига 2. Лига 1 се Ферари, Мерцедес, Red Bull, Лига 2 се сите останати. И наместо тимовите се сближуваат, тимовите се оддалечуваат. Исто така, големите тимови ги користат малите тимови кога станува збор за средбите на зелената маса во Париз, каде што Liberty Media и FIA ги носат правилата. Некои правила се носат со апсолутно мнозинство, односно се потребни гласови од сите тимови, а некои
правила, некои промени на правила се носат со просто мнозинство. За жал на нас македонците, овие политички игри ни се многу познати, но ајде да се вратиме на спортот. И може да видите веднаш каква Ферари, Мерцедес, па дури и Red Bull може да диктира промена на правила. И прашањето е каде оди Формула 1. Бидејќи првиот предлог на Liberty Media од 2021 година да бидат стандартизирани голем дел од деловите и компонентите на Формула 1 болидите, беше жестоко одбиен од страна на Мерцедес и Ферари. При што Ферари вешто ја искористи својата джокер карта, она закана дека ќе го напушти првенството, значи Ферари веднаш се закана дека ќе напушти Формула 1 доколку нивните барања не бидат исполнети. Сега од друга страна пак и Ферари делумно е во право, бидејќи Ферари тврди дека Формула 1 секогаш била борба и концепт на различни идеи, различни технологии и различни примени и интерпретации на истите. Тоа е нешто што ја прави Формула 1 посебно. И тука се согласуваме, но проблемот е како до компетитивен падок, како сите тимови да бидат компетитивни, како еден мал тим да може да се носи со големите, како да може да имаме изненадување. Значи, во другите спортови, во фудбалските лиги сме сведоци дека понекогаш некој мал тим може да направи големи изненадувања, да направи пресврт, да освои титула. Погледнете го примерот со Лечестер во англиската фудбалска лига. Значи, како ние да стигнеме до подобра F1? Како да се ослободат малите тимови од големите? Кои се тие правила што ќе им го возможат тоа? Дали Б тимовите се вистинска стратегија? Бидејќи според мене Б тимовите имаат клучна улога во тоа како ќе биде разврската во оваа Формула 1, ајде да кажеме, сделка. Лани, Вилијамс и Мекларен ги подигнаа своите гласови и јавно го критикуваа моделот на Хаас. Добро, на Ферари на Мекларен не им оди баш најдобро последниве неколку години, но побудата за тие критики не беше тоа што Мекларен и Ферари односно Вилијамс се извинувам, Мекларен и Вилијамс се извинувам, нивната побуда не беше тоа што Хас е компетитивен, но Мекларен и Вилијамс излегува со еден концепт каде што велат зашто би ние инвестирале во фабрики, во луѓе, во машинерија, во виртуелни симулации, во водочни тунели, кога некој може да дојде од страна и да го купи ланскиот шампионски болид и веднаш да биде компетитивен. Значи, каде е тука балансот? Каде е средината? И имаме тимови кои со купена шасија, со туѓа шасија, се многу компетитивни. Тоа е пример со MotoGP, но MotoGP е друг звер. Значи, сосема е друга природата на трките во MotoGP. Тоа е сосема различно од Формула 1. Не може истиот концепт да функционира во Формула 1. Така што навистина би сакал да го знам вашето мислење, кој би бил вистинскиот правец на Формула 1. Дали Liberty Media од 2021 ќе успее да ги сближи тимовите, ќе успее рамноправно да го распореди оној финансиски колач, и дали ќе гледаме од 2021 по-компетитивна формула или секи се остане по-старо. Големите ќе се бидат големи, а малите ќе се борат за опстанок и ќе им служат на големите за тестирање, буквално, на болиди, на мотори, на менувачи и на нови компоненти. Ви благодарам уште еднаш што ме следите, доколку ви се допаѓаат видеата на Формула 1 на македонски каналот, ве молам за лайк. Доколку сакате да го следите каналот, ве молам приклучете се преку опцијата subscribe и ќе бидете редовно информирани за секој ново видео. Доколку не ви се допаѓа, кликнете дислайк. Би сакал да се вклучите во дискусијата, оставете коментар, кои се вашите размислувања, поставете прашање и се гледаме наскоро следниот викенд кога начекува големата трка за Бахрейн. Ви благодарам уште еднаш и до гледање.